Добар ден на сите. Се надевам дека сте добри, дека сте сите весели. Ова прекрасно собирање верувам дека е Божја милост, Божја волја. И затоа треба да сме благодарни на Господа, што ја имаме оваа привилегија заеднички да го прославиме рождеството Христово, односно отелотворувањето на Исус Христос на земјата. Не следиме точни дати, како што забележувате, затоа да место утре го прославуваме Божик денес. И секако дека во зависност од календарите се паѓа на една дата, на друга, заокружено е 25 декември според едниот календар, според другиот на 6-7 јануари. Меѓутоа, како што реков, не сме ние тие кои што ќе следиме типични дати. Она што е важно да го искусиме е значењето на Божик, односно суштински да го искусиме рождеството Христово. Амин. Како што Маја спомна и благодарам исто така и за најавата, сакам да споделам со вас слово кое што, како што кажа и таа, празнично слово кое што верувам дека ќе допре до секој еден од вас. Во Стариот Завет беше дадено пророштво преку пророкот Исаија, запишано во 7 глава, 14 стих, вели: затоа Господ сам ќе ви даде знак, еве девица ќе зачне и ќе роди син и ќе му даде име Емануел. Амин. Овој чин беше извршен директно од Господа, односно не беше извршено од човек, туку лично од самиот Бог. Зошто е прашањето? Прашањето зошто мораме да си го поставиме, бидејќи го осмислува и нашето постоење. Имено, во Евангелие по Јован пишува зашто Бог толку го возлюби светот, што го даде својот единороден син, за секој што ќе поверува во него да не загине, туку да прима вечен живот, зашто Бог не го испрати својот син во светот за да му суди на светот, туку светот да се спаси преку него. Амин. Тоа е целта на доаѓањето на Исус, да ја исполни волјата на Отецот, за да го спаси целото човештво. Амин. Дали сега разбирате дека сте сакани од Господ? Дали мислите дека сте заборавени и отфрлени? Немате право така да размислувате, бидејќи Светото Писмо тврди и ја кажува вистината, дека Исус дојде како олицетворение на татковата љубов за светот да биде спасен преку него. Амин. Значи Господ го исполни пророштвото за раѓањето на Исус преку девица која зачна од Светиот Дух, така? Но сето тоа се реализираше, пак ќе кажам, од Божја страна, не од човечки напори и не од потење. Потењето се манифестира како резултат на напор кој што човекот го обавува, го извршува за одредена обврска или за одредена работа. Така да потењето е израз на проклетство со кое што човекот се здоби во оној момент кога сгреши против Господа и кога повеќе не можеа да останат во рајската градина, па Господ ги протера од таа градина и што кажа? Со пот ќе работиш земјата и со пот ќе се храниш. Така ли беше? Така да со пот да ја работиш земјата и таа да ти дава тогаш род за да се храниш. Ова е многу важно да го разбереме веднаш. Зошто? Затоа што преку човечките напори и преку човечката пот се создаваат нешта кои што се смртни, кои што се распадливи и кои што не се трајни. А Исус не е продукт на човечка пот. Исус е што? Израз на Божјата благодат кон човештвото. Амин. Значи Исус не дојде како резултат на пот од маж кој што сакаа да забремени жена, туку Исус дојде како израз на Божјата благодат кон човештвото. Емануел, како што прочитавме, а веќе и сите знаеме, значи Бог е со нас, но до тогаш, до доаѓањето на Исус, разбирањето за тоа дека Бог е со нив, со евреите,
беше всушност свесноста за храмот Божји, кој што се наоѓаше во Ерусалим и дека Бог е присутен во светината на светините, кое што е дел од самиот храм. Меѓутоа, се промени кога Исус дојде и се отелотвори, а за тоа читаме од Евангелие по Јован 1 глава, 14 стих, вели: Словото стана тело и се настани меѓу нас и ја видовме неговата слава, славата што ја има како единороден од таткото, полн со благодат и вистина. Значи, живото Слово дојде во тело и ние ја видовме неговата слава како единороден од таткото, полн со што? Со благодат и вистина. Но пројавувањето на таа Божја благодат, манифестацијата на таа благодат што беше преку Исус, се изразуваше со тоа што Исус ги прифаќаше најголемите грешници да бидат во неговото присуство. Така во негово присуство беа и проститутките, и царинарниците, и даночниците, и сите оние кои што до тогаш им беше забрането да влезат во синагогата, бидејќи тоа што го вршеа не беше добро и не беше оправдано ниту легално. Така ли е? Значи, недостојните и сите оние кои што беа сметани за ништожество, Исус ги прифаќаше, а тоа ја откриваше славата на Бога, прифаќајќи ги недостојните. Дали разбираме? Денес исто така Исус ги прифаќа сите луѓе кои што се жедни за љубов, кои што се гладни за правда, и секој што ќе поверува во Него ќе биде спасен. Значи, зошто Исус дојде? Дојде за да ги исцели луѓето, дојде за да ги исцели сите болни, страдни, без разлика од каква болест страдаат, исто така да ги ослободи заробениците, да ги воскресне мртвите, да ни ја сподели радосната вест дека Бог преку Него не прифаќа и не посинува. Амин. Значи, преку Исус ние сега имаме каков живот? Живот во изобилие. Тој ни подари и победа над гревот и над нашите слабости. Не направи исто така праведни со неговата праведност. Така да тој не направи свети, ние немаме светост во нас, немаме праведност во нас. Меѓутоа, тој тоа го направи заради нас и ни подари вечен живот. А вечен живот што е? Во Светото писмо пишува дека вечен живот е да го познаеме единствениот вистински Бог и испратениот од Него Исус Христос. Амин. Кога ти веруваш дека Бог е со тебе или во практика го живееш Емануел, тоа што е веќе пишано во Библијата, дека Исус е со тебе, тогаш дозволуваш неговата благодат целосно да се манифестира во сите области на твојот живот. Исус, треба да знаете дека не се гнаси од смрдејата на вашата пот, ниту пак од миризбата на вашите гревови и слабости. Тој дојде да ги спаси грешниците, да ги направи праведни, да ги излекува болните, како што кажав, односно Исус е привлечен од нашата слабост. Кога му веруваме, без да правиме одредени напори сами да се исцелуваме, сами да се оправдуваме, сами да се осветуваме, кога му веруваме, тогаш овозможуваме тој Господ да работи целосно во нашиот живот и да ни донесе излез, решение или исцелување. Исто така во 16 и 17 стих од Евангелие по Јован 1 глава вели вака: И сите ние примивме од неговата полнота благодат врз благодат, зашто законот беше даден преку Мојсеја, а преку Исуса Христа дојдоа благодата и вистината. Значи, Светиот Дух сега, кој што не движи во нашиот духовен христијански живот, не води во полно познавање на Божјата благодат и вистина која што дојде преку Исуса Христа, а не во полно познавање на законот. Бидејќи кога Исус дојде, завладеа Божјата благодат и Божјата вистина. Исус те кани, секој еден од нас го кани, овој Божиќ
да разбереме сите дека собирањето во Негово име не е религиозен чин, туку празник, кој што го прават децата на Господа, зашто ја примиле Божјата благодат преку Исус Христос како скапоцен подарок. Амин. Со ова сакам да кажам дека сега празнуваат децата кои што беа отфрлени, кои што беа заборавени од родителите, оние деца кои што беа повредени и обвинети дека тие се криви за разводот на своите родители или за проблемите во своето семејство. Исус ги кани и оние деца кои што беа повредени и никој не обрнуваше внимание кон нив, но тој ги прибра и ние сме тие деца кои што денеска сме тука собрани за да го прославиме Неговото име. Сите ние бевме деца на разузданост, деца на траума, на емоционални страдања, со многу лузни од детството, со многу животни искуства, кои што не беа лесни и не беа розови. Но Исус е тој кој што погледна кон сите нас со Неговата милост, не привлече преку Светиот Дух и денес го имаме во нашето срце, кое што чука во Неговата љубов. Амин. Исус дојде во семејството на Марија и Јосиф, а зошто? За да создаде совршено семејство, во кое што ти ќе припаѓаш и ќе искусиш топлина, сигурност, заштита и совршена љубов која што нема да секне и да запре во оној момент кога ти ќе сгрешиш. Дали разбирате? Тој дојде за нас да не посини, но тоа посинување да е вечно посинување. Не посинување па потоа откажување во првата грешка што ќе извршиш. Трајно посинување. Запаметете го тоа. Имам прашање до вас. Дали имате куче, маче, нешто по дома? Сигурно имате. Некој има, некој нема. И сега замислете го, шетате вашето кутренце, да речеме дека е пудличка. И така си ја шетате, ама ја сте изгубиле. И ја нема. Плачете, пуштате огласи да се најде по Фейсбук, ама ја нема. И наеднаш по 3 дена ја гледате пред вашиот праг дома, целата црна, миризлива на ѓубре од контейнери што јадела, се забавувала со други џукелички. И ти ја гледаш и што и викаш? Мршмури? Не, и викаш сигурно така. Не ја шутираш како топка. Што правиш? Ја грабнуваш во рацете, ја се радуваш и каде ја носиш? Во тоалет. Во када да ја испереш, да ја искапеш, па да ја ичешлаш, да ја isфенираш. И потоа да си ја гушнеш без разлика што одела по контейнери се дружела со различни други кутриња. Така ли ја? Ако твоето дете, кое што е бунтовно своеглаво и наетливо, избувливо, и не слуша, и си тера свој живот, ама еден ден дојде наврата пијано, со солзи на очите и ти вика: мамо, тато, жал ми е, пушти ме. Ќе го пуштиш ли да влезе дома? Ќе го прибереш ли дома? Да, нема да му кажеш: не, ти е срам, би таму, бега од тука, кажеш си бил таму да бидеш. Така ли ќе му кажеш? Се разбира дека не, ќе ржиш може би, ама ќе попуштиш, бидејќи срцето твое копне за своето чедо, нели е така? И сега јас сакам да ве прашам, колку пати вие бевте изгубена пудлица? Колку пати вие бевте пијани од гнев, од заблуди, пијани од погрешни избори? Колку пати како верник, од кога сте спасени, колку пати грешевте? И лажевте, и пцуевте, и бевте лицемерни, ама Бог пак ве прибра и од Негова страна беше пружена раката на благодат. Зошто? Зошто тоа Господ го правеше? Исус ни кажа дека ќе ги остави 99 овци и ќе отиде по загубената овца да ја најде и да ја прибере. Зошто? Заради Неговата милост,
заради неговата благодат. А благодат значи незаслужена Божја милост. Амин. Зошто ова денеска јас ви го зборувам? Бидејќи до денес сите вие бевте многу повеќе свесни за вашата недостојност кон Господа. Нели? Но денес Бог сака да сте многу повеќе свесни за неговата благодат, бидејќи токму заради таа Божја благодат сте прифатени, опростени, оправдани и одново при Господа дури и кога грешите. Тоа не значи да продолжите да грешите, но кога разбирате колку Господ ве сака и дека е со вас, таа љубов, ако ја има во вашето срце, ќе е поголема од било која човечка страст, од било кое искушение и соблазна. Дали разбираме? Правилата да постиш, да се молиш, да практикуваш религија и човечка побожност, ритуали, обичаи и слично не те направија достоен за ти да си прифатен од страна на Господ. Достоен за да си прифатен од Господ те прави само пролеаната крв на Господ Исус Христос. Амин. Што е тоа што ќе помогне вистински да сте уверени дека Бог ве сака? Тоа е разбирањето за тоа дека сте оправдани преку вера и преку Христос, имате достап до таа Божја благодат. И јас ова си го измислив ли? Не, бидејќи го пишува во Римјаните 5 глава, 1 и 2 стих, вели: и така, оправдани преку верата, имаме мир со Бог, преку нашиот Господ Исус Христос. Преку Него, со верата, добивме и пристап кон оваа благодат во која стоиме и се гордееме со надежта во славата Божја. Амин. Но тука е важно да разбереме нешто. Секогаш кога се ослонувате, внимавајте добро, секогаш кога се потпирате на вашите способности и напори да извршите нешто, вие всушност се ослонувате на вашата пот и тогаш не дозволувате да ве движи Божјата благодат. Вие станувате само доволни и само уверени кога не се потпирате на Божјата благодат, а тоа значи гордо си размислувате дека сте си праведни пред Господа, дека не сте си многу грешни, дека со донација ќе се среди твојата недостојност, со пост ќе си ги исчистиш гревовите и со твоите залагања и трудови ќе успееш во животот. Но внимавајте, нашиот живот е сокриен во Христос. И тој живот во Христос што го имаме се манифестира и пројавува во нас кога ние пребиваме во самиот Христос, а не во нашето тело. Значи, единствено кое што нас не чисти од гревот и вина, како што кажав, е крвта на јагнето Божјо Исус Христос. Така ли е? Но прашањето е, кој е твоето јагне? Дали твоите напори да бидеш чесен и добар човек, да си праведен и свет христијанин ќе те спасат? Не. Тоа ли е твоето јагне? Не треба да е. Со вашето самоуверено размислување дека сте праведни заради делата што ги правите или заради тоа што сте постанале нешто во општеството, вие не му дозволувате на Господ да работи во вашиот живот и нема да видите многу благослови. Сето она што го имате, може да имате и пари, и слава, и статус, и сето тоа, меѓутоа се ќе се распадне бидејќи е создадено преку пот човечка, а не од Божјата работа во твојот живот. За некого јагнето за кое што ви зборувам е она што луѓето мислат дека Бог ќе го прифати на неговиот олтар, е всушност нивното залагање, да речеме нивното верување дека ја читаат Библијата и ја прочитале 33 пати Библијата и затоа Господ ќе ги погледне кон нив со милост и со пофалба: браво синко, браво ќерко, ја прочита Библијата 33 пати. И мислат дека на тој начин ќе се поблиску до Господ. Значи, што има јагнето? Нивниот труд и нивната пот, така ли е?
За некого тоа јагне кое го принесуваат луѓето се традиционалните обичаи и ритуали, како погачи месења, паричка во погача, кај ќе се фати, нели, кој ќе га фати паричката, късмет ќе има. И разни други суеверија, угодувања на луѓето, извршување на народни преданија, и сето тоа или е религија и практика на законот на Мојсей, или суеверија и човечки преданија кои што Исус не ги одобрува. Сега, знаејќи го ова, вие треба да одлучите дали ќе живеете седејќи на две столици со мешање на благодата и законот на Мојсей, или пак ќе мешате народни традиции со Божјата вистина. Или третата солуција, која што е вистинска, или ќе седнеш на масата каде што Исус те покани да си и да бидеш дел од семејството Божјо. Вие одлучувате како ќе живеете, по Божја благодат или по религија, по народни обичаи и традиции како што сите прават, или според Словото Божјо кое што вели дека Исус те сака и дека за да си поблиску до Бога ти е потребен Тој во твоето срце, а не погачите и соленките и руската салата. Во минатото, во Стариот Завет, кога некој ќе сгрешел, знаете ли што требало да направи? Носел јагне во храмот во Ерусалим, но јагнето требало да биде без дамки, без лузни, да биде совршено јагне. И што се правело со јагнето? Тој што го носи јагнето, ги става своите раце врз јагнето, се идентификува со тоа јагне, па ги пренесува собствените гревови на јагнето, додека добрината и чистотата на јагнето ги примал врз себе си. Тоа било една размена. И тоа било таква практика во јудеизмот, во храмот Божји. Меѓутоа Јован Крстител, кога го виде Исус, што кажа? Кажа: еве го Божјото јагне кое ги зема гревовите на светот врз себе. Амин. Значи, за да имаш непоклатлива врска со Бога и да ја осознаеш неговата благодат, треба да разбереш дека вистинското јагне, кое е совршено и без дамка и кое ги зема гревовите на светот врз себе си, но и твоите гревови, веќе дојде тоа јагне, тоа е Исус Христос, веќе е дадено за тебе тоа јагне, веќе е пожртвувано и веќе со неговата крв не оправда и веќе не гласи правилото што и ден денеска го слушаме: грешници ни заедни, туку праведници, мили деца Божји. Повеќе не треба да се идентификувате со вашите мани, со вашите слабости и грешки, туку да се идентификувате со тоа што е самиот Исус, зашто во Светото Писмо вели: каков што е Тој, такви сме и ние на овој свет. А во Евангелие по Лука, 2 глава, 40 стих вели: а детето Исус растеше и јакнеше во дух, исполнувајќи се со мудрост, и Божјата благодат беше на него. Што беше на него? Токму таа благодат Исус ни ја дава, не за да сме под законот, туку да имаме блиска релација со Господа и не со наши трудови, напори и пот да постигнуваме одредени нешта во животот, туку чекајќи на Божјата милост која што не движи во животот по прави патеки. Амин. Исус е олицетворението на Божјата благодат и затоа треба да разбираме дали сме по таа благодат или пак се враќаме по стариот начин на живење. Кога ние бевме одделени од Господа, кога живеевме живот со пот, односно под проклетство, дури кога се обидувавме во минатото да се доближиме до Господ преку правила, закон, религија, традиции и слично, пак ние тоа го правевме со пот, но кога дојде Исус, донесе благодат и сега животот кој што Тој сака да го живееме е преку таа благодат, без мачење, без напор и без да развиваме пот. Бог не сака духовните работи, било да се постење, било да е молитва, читање Свето Писмо, сето тоа да биде извршувано од наша страна како резултат на пот, на обврска, продукт,
кој што доаѓа од нашата намера да му се приближиме до Господа и да мислиме дека сме праведни заради нашите постапки. Бог не сака да сме неплодни и затоа ни ја даде вистинската лоза Исус, да пребивајќи во самиот Исус, не работејќи, туку пребивајќи во Него, сврзани за Христос, да даваме плод за слава на Господа. Прашањето е, ако се трудиш и работиш, со која цел тоа го правиш? А ако не правиш ништо и нема плод во твојот живот, дали ти навистина пребиваш во Христос и дали си сврзан со Него? Ова е клучно прашање. Од една страна се трудиш, сакаш да постигнеш нешто, но ако го правиш со пот е погрешно. Треба да е со водство од Светиот Дух и под Божјата благодат. Тогаш има трајна духовна вредност и Бог го прифаќа тоа. Затоа што во Светото писмо пишува, некој гради со слама, со дрво, со сено, а друг со злато, сребро и скапоцени камења. Тоа, кога го правиме за Господ, го правиме со помош на Светиот Дух, со духовна сила, не со телесна сила која што се поти. Дали разбираме? Но исто така, ако пак не правиме ништо за Господ и вез ден сме така, или пак само живееме религиозно христијанство, дали тоа дава плод за слава на Господ? Се разбира дека не, тоа е само имидж. Како стануваме плодни за Господа? Со трудење, со пребивање во Христос, сврзани на Него, бидејќи тој е вистинската лоза. Значи, сакам да ви кажам дека Бог сака да го прифатиме благодатниот дар кој што е Исус Христос и водени преку Светиот Дух да живееме како? Победнички. Кога живееме победнички, ние веќе не живееме потејки се, туку живееме како царско свештенство. Царското свештенство служеше во храмот, беа облечени во ленени облеки за да не се потат кога вршат нешто за Господа. Така да Господ сака да бидеме свештеници кои што го слават Бога и шират благопријатен мирис. Читам од 2 Коринтијани 14 и 15 стих вели: но благодарни сме му на Бог кој начело со Христос секогаш не води во победа. Преку нас тој насекаде ја шири вистината за Христос, како што се шири миризливоста од пријатен мирис. За Бог ние сме како пријатен мирис, што го приближува Христос кон сите, и кон оние што го прифаќаат и се спасуваат, и кон оние што го одбиваат и пропаѓаат. Значи, веќе не мирисаме на пот, туку мирисаме на Христос. Веќе сме тој пријатен мирис, кој што го привлекува и го приближува Христос кон сите се привлечени од убав мирис и се привлечени кон Христос кога ние пребиваме во Него. Драги браќа и сестри, драги гости, вие можете убав празник да си дочекате, дали сега, дали на 6 и 7, тоа е ваш избор. Меѓутоа треба да разберете во вашиот живот, не кога ќе биде доцна и кога ќе се разболите или ќе се случи нешто катастрофално. Вие треба да разберете дали ќе живеете како што живеат сите. Оти ако живеете како сите, ќе ве снаоѓаат проблемите на сите. Но ако живеете како избраници на Господа, како Божји деца и како верници во живиот Христос, тогаш треба да живеете со помош на Светиот Дух во Божјата благодат. Не како робови на религијата, не како промотори на законот и правилата, не како почитувачи на народни обичаи и традиции, туку како духовни луѓе кои што живеат со Божјата наука, со Христовото учење, кое што носи живот, а не религија. Бидејќи во Светото писмо пишува буквата убива, а духот оживува. Исус дојде и кој го има Исус, го има и во своето срце веќе Духот Свети кој што просведочува дека сме Божји деца. Не заслуживме, но по благодат станавме
Божји деца, откако поверувавме во Исус Христос, дека е Божјиот Син и го примивме за наш Господ и Спасител. Сега е моментот да ви кажам една јасна и гласна порака која што треба да одзонува не само денес, туку постојано секој ден во нашиот живот. Христос се роди. Тој е со нас и меѓу нас, Емануел. Халелуја. Одајте му слава на Бога.